Добро утро за гледачите на Канал 5 телевизија и утринската Здраво Македонија. Ово утро од убавата улица Македонија ќе направиме уште поубав разговор со еден од артистите кој можеби и вие вам омилет. Ние слушате неговата музика, ја пратите неговата музичка кариера или едноставно уживате во се тоа што тој уме на најдобриот начин да го направи. За новиот видеозапис, за неговата музичка кариера, но и за приватниот живот. На утринско кафе со Јасмин Алиевски. Јасмин, добро утро. Добро утро, ти благодарам на поканата. Кафенце не пијаме, евено водичка, ама така е мојавето. Поздрав до сите гледачи. Јасмин, она што за кој што сме утрински тука е новиот видеоспот во кој се обединуваш со уште еден артист, па повеќе за обединувањето, за идејата и за се она што го направивте. Верувам дека ќе биде одличен летен хит кој што веќе македонските слушатели и гледачи го уживаат. Да, значи се работи за Балкан регетон. Песна и спот заедно со мојата колешка Тамара Волчевска, снимаше во Грција. И музиката е на Кирил Зарлинов и припознат на јавноста на Ерик Фокс. Аранжманот за прв пат е на мене. Малку ја поднавлегувам во овие продуценски води, лека по лека. Текстот е на Тамара Волчевска и така, летен вајб, убава песна, се надам дека ви се добаѓа и на гледачите кои што не ја слушнале ќе ја слушнат и така. Кој се ви помогна? Кој се направи да ова изгледа како што изгледа? Кој се ги вгради идеите во целосниот мозаик за да ова музичко парче ја добие светлината на денот? Сценариото е моја искрено, додека спотот се погрижи Амар Фейзулаху, го изработи спотот, а покровители и помагатели на целиот овој проект ќе се наведени во самиот видеозапис и така, голем благодарност до нив. Јасмин, од оно што го правеше во Србија, каде што можеби ги искуси најубавите чекорин во музиката, каде што ги запозна музичките звезди на Балканот, до чекорење на оваа патека сам. Што е поинтересно и позабавно? И со кого следно сакаш да се обединиш? Па се е интересно, едноставно самиот пат, животен пат, музички пат, како да го наречам секако, е во доста добра полза. Се здобивам со повеќе искуство, повеќе контакти и кои што ми помагаат, нели, и во созревање на самиот аспект како да ја гледам музиката понатаму и општо и за живот. Нели, убаво е. Бев на грант и песнава се промовира и така. Со кого остана во комуникација токму таа музичка адреса? Па со сите сум во комуникација и се искрено со некој повеќе, со некој помалку, меѓутоа тука сме. Си соработуваме за некои кавери, за некоја музика, аранжмани и така. Како минува твоето лето? Што прави Јасмин Алиевски во текот на летото? Каде се разладува, замина на одмор или можеби допрва ќе заминеш? Која е твојата летна адреса? Па искрено за одмор само што бевме тие 3-4 дена да го снимиме спотот, нешто видов од тој одмор, ајде да се каже под наводници. И да ви кажам искрено не сум бил нешто оваа година на одмор, пошто се спремаме и за една убава вест, татко ќе станам и сега околу таа цела ситуација. Ми го откри следното прашање. Јасмин Алиевски ќе стане татко, така е. Колку Јасмин Алиевски е подготвен за новата етапа од своето живење и што ти викаат мама, тато, пријатели, што е така, што те советуваат? Многу прашања ќе срочам така во едно цело. Сите ме советуваат првин да се наспијам многу добро, што нема да спијам. И едно преубаво искуство и ја мислам дека е нешто поубаво тоа нема. Сите тие материјални работи, дешавки во секојдневието што не случува се е сувишно, тоа е една прекрасна вест и прекрасно доживување и се надевам дека ќе се снајдеме како во улога на родители и така. Јасмин, колку можеби ќе ти биде инспирација за нова песна и да посветиш ета можеби на најголемата љубов што допрва ќе ви дојде на прак? Колку размислуваш во таа насока, бидејќи спомена за оваа песна Тамара Волчевска е задолжена за текстот и за аранжманот, колку би ги променил улогите? Па искрено за следна песна нешто подразмислувам така нешто за него да биде, меѓутоа потом, нели треба да се роди се тоа па да ми се роди инспирација. Значи инспирацијата некогаш клика, некогаш не клика, треба во право време на право место. И така. Покрај татковството си создаваш свое музичко студио во твојот дом, каде што сакаш да се затвориш, да се инспирираш и да креираш. Колку е ова нова врата во твоето музичко творење? Па добро, веќе неколку месеца да си имам едно мало мини студио, да кажам, каде што моите идеи, креативни мисли ги искажувам на некој начин. Интересно ми е,
иако и од порано бев на некој начин по запознаен со некоја продуцентска, намирисан што се вика жаргонски со целата ситуација, нели, продуцентска работа во студио. Меѓутоа сега малце по друг аспект, нешто што не знам, па прашувам мои колеги, ми помагаат тука и во секој случај е многу полесно затоа што кога ќе го давам производот до некаде веќе среден, знае многу добро и некој поискусен продуцент веќе да знае што сакам ја и во кој смер да се движи целата таа насока музичка. Додека ја мислам дека и понатаму ќе стигнам и до таа крајна фаза, кај што од почеток до крај би завршил на песна. Убаво е да си има... Сега за кавери сум сконцентриран и така по некој аранжман за оваа песна, нешто почепнав и така. Убаво е да си има големи желби, големи визии, да се чекори кон патот кој што сме го замислиле. Што е следно? Дали до крај на летото подготвуваш уште една песна или со ова ќе го заокружиш летото и ќе оставиш оние кои што те сакаат и следат да уживаат во истата? Па искрено подготвувам уште нешто, меѓутоа не би сакал да кажам дека сега ќе искочи, пошто нели не чека оваа преубава вест и околу тоа малку сум повеќе сконцентриран, така ми е малку на стендбај, али сигурно ќе биде за некое брзо време, не знам. Уште некоја ствар сигурно ќе изведе. Јас ти посакувам убаво лето, ти посакувам најубавата етапа од животот, да ја уживаш во се она што следи, насмевките да се нижат на целото семејство, не само на тебе и на сопругата, туку буквално на бавите, да досете и сите кои што ви се радуваат за најубавото живење. А музиката допрва доаѓа на твојата адреса. Ти благодарам. Благодарна сум сите гледачи и поздрав, имајте убаво лето. И слушајте Балкански регет. Добра песна. Слушајте и уживајте во Балкански регија, а ние и натаму ќе останеме да го споделуваме тоа што музичките артисти неуморно го создаваат. Дали станува збор за во лето или во кој дел од живењето да. Јасмина Лиевски тој што умее да го создаде најдоброто, а верувам дека допрва доаѓа она што е украс на целата негова музичка кариера. Останете и натаму на Канал 5.